Општина Кочани по седми пат е дел од програмата Општинско корисна работа, чие финансирање годинава од UNDP и од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во наредниви 8 месеци 15 лица се ангажирани за социјални услуги. Годинава конкуриравме со две апликации. UNDP ни одобри апликацијата Сестра на грижа, каде се ангажирани 8 лица, од кои 5 за грижа на стари и изнемоштени во домашни услови, додека останатите тројца како образовни асистенти за помош на деца со посебни потреби вклучени во инклузивната настава. Од втората апликација, Швајцарската агенција ни одобри ангажирање на 7 лица, од кои 5 се за грижа на деца со хендикеп во домашни услови и 2 се за посредување во Центарот за донации, соопшти Ника Илиевска Ѓоргиева, координаторка на проектот. Ангажираните лица ќе работат 4 часа дневно, а месечниот надоместок е 9000 денари. Во проектот финансиран од UNDP, општина Кочани учествува со 20%. Во проектот Мисија, целосната исплата е од донаторот SDC. Обезбедуваме подршка на најранливите групи во услови на пандемија. Очекувам придобивките да бидат на заедничко задоволство на сите инволвирани во овој процес. Особено е важно искуството што ќе се стекне во програмата, кое што на ангажираните лица за завршувањето на задачите ќе им помогне во полесно пронаоѓање на ново работно место. Се надевам дека и лицата кои ќе ги примат услугите ќе бидат задоволни, информираше градоначалникот Николче Илиев, градоначалник на општина Кочани. Од 2014 година досега во завршување на различни социјални услуги во Кочани преку програмата Општинско корисна работа биле вклучени вкупно 76 ангажирани лица и над 800 корисници. Целта на проектот е од една страна да се подобри квалитетот на животот на ранливите категории, стари лица, инвалиди, деца со атипичен развој, а од друга страна да се зголеми конкурентноста на пазарот на невработените лица, кои пак имаат можност да се стекнат и со лиценци за работа. Партнери во проектот се Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, Центрите за вработување и за социјални работи во Кочани и локалните партнери, Детската градинка Павлина Белјанова, Црвен крст Кочани, Сдруженијето на телесни инвалиди и Светла Иднина.